Почитувани, веста дека владата го повлекла предлог законот за учебници брзо се прошири во јавноста. Поверувавме дека министерката Царовска конечно го слушнала гласот на народот, посетила неколку училишта надвор од Скопје и на крај ги слушнала и аргументите на ВМРО ДПМН. Ден потоа, веста дека владата не се откажува од дигиталните учебници наметнува дилема дали владата и Царовска искрено го повлекуваат законот за непромислените реформи или се обидуваат да изиграат јавноста. Стравуваме дека владата на СДСМ се уште не е свесна за незадоволството на наставниците и родителите од новите натурени и избрзани реформи во образованието и сакаат пред локалните избори да ја симнат темата од дневен ред. Познавајќи дека досега Царовска го водеше целиот процес на сила, нетранспарентно и без уважување на мислењата на експертите, се сомневаме дека може, како и досега, тајно и кришум да го наметне истиот предлог со некаква несуштинска нова шминка или обланда. Сомневањата дека се работи само за политичко менаџирање на незадоволството ги телемелиме на фактот што не се повлечени распишаните огласи за дизајн и развој на мобилни апликации, интерактивни образовни содржини за 4 предмети, консултантски услуги, оглас за вработување на координатор за дигитално учење и слично. Овие огласи се уште стојат на веб страната на МОН и се показател дека повлекувањето на законот од собраниска процедура не е искрен чекор на владата. Дали владата ја манипулира јавноста во обид да го спречи референдумот или можеби има и технички и други проблеми за процесуирање на законот, останува да видиме, но истовремено ја алармираме јавноста, родителите, наставниците и експертите будно да го следат овој процес, затоа што со власта на СДСМ никогаш не можеш да бидеш на сигурно. Дали и ова представува нова манипулација на сопствениот народ за одржување на власт и за спас на бродот кој тоне? Ова што се случува во образованието веќе не е само мачно, туку станува и неподносливо. Ви благодарам.